Dobar ден, почитувани колеги. Јас сум професор Нетка Димовска. Ова е видео обука за изготвување на тестови во Microsoft Forms и нивно доделување или назначување во паралелките кои што се креирани во Microsoft Teams, односно во тимовите. Како започнуваме со креирање на еден таков тест или така наречен квиз. Најпрво на пребарувачот одиме на Office. Значи ги впишуваме буквите во пребарувачот и веднаш ни излегува апликацијата. Откако ќе ни излезе нашата апликација, ние треба да одиме во апликацијата Microsoft Forms. Неа ќе ја најдеме на левата страна од прозорецот. Доколку не ни е назначена, одиме најдолу на иконката кај што покажува All Apps, значи сите апликации, и кликнуваме на таа иконка. Ни се покажуваат сите можни апликации кои што се застапени во Microsoft. Ние ја бараме апликацијата Forms. Еве ја ова апликација, Microsoft Forms, и вели дека ова апликација е за креирање на анкети, квизови и истражувања и реално, односно лесно, согледување на резултатите во реално време. Кликаме на оваа апликација и апликацијата Microsoft Forms се активира. Доколку сакаме да направиме нов тест, како матрица, која што ќе ја назначуваме на повеќе паралелки од исто оделење во кое што предаваме, ние одиме на иконката Нов квиз. Овде се наоѓа. Кликаме на Нов квиз. Имаме поле со прашања и поле со одговори. Овде на почетокот се наоѓа насловот на квизот и ние можеме да си доделиме наслов на нашиот квиз или на нашиот тест. Кликаме на тоа поле и задаваме наслов на нашиот нов тест. И пишувам мој наслов. 7 оделение. Повторување за енергија. Можеме да доделиме и сликичка, да прикачиме слика. За да прикачиме слика и да биде поинтересен, одиме на Insert Image и имаме повеќе опции. Да бараме слика, да имаме слика од OneDrive која што ја имаме сочувано таму, или да прикачиме слика од нашиот компјутер. Јас ќе одам на Upload или прикачување на слика од нашиот компјутер, односно од мојот компјутер. И овде, во овој случај, ќе ја прикачам оваа слика, ја маркирам сликата, одам на Open и самата слика се прикачува. Можеме и да го повторно измениме насловот на тестот доколку сакаме, со тоа што кликаме на полето за име на тестот. Откако ќе се прикачи сликата, одиме со додавање на прашања. Кликаме на копчето Add New. Овде имаме неколку типови на прашања. Имаме со повеќе член избор, со текст, со
градирање, односно давање степени на согласност или не на одредено прашање, вметнување на некои дати, доколку имате тест по историја. Имаме опции, повеќе типови на опции на прашање, имаме рангирање, имаме Likert, прикачување на некоја датотека од страна на учениците и така натаму. Ние ќе одиме со наједноставните типови на прашања, а тоа е, например, прашање од повеќе член избор. Кликнуваме на ова прашање. Можеме да го направиме поинтересно прашањето со тоа што ќе додадеме некоја сликичка повторно. Значи, одиме на Image, одиме пак на Upload и одиме на одреден фолдер во кој што имаме слики за тестот. Јас би ја избрала оваа слика за светлосна енергија и откако ќе се прикачи фотографијата, го вкуцуваме прашањето што представува енергијата. Насока даваме, кликни на точниот одговор. Откако го впишавме прашањето, одоздола ги додаваме опциите на тоа прашање за кликање на точната опција. Опција 1. Способност за зрачење. Ова опција нормално не е точна. Потоа, опција 2. Доколку имате, да кажеме, навраќање на тестот, кликајте на копчето Tab, што се наоѓа во горната лева страна на вашата тестатура и со тоа ќе одите на сите копчиња или сите команди од оваа апликација. Опција 2. Способност за вршење работа. Ова не е точен одговор и затоа ќе го штиклираме како точен одговор или correct answer. Потоа со копчето Tab одиме понатаму. Додаваме трета опција во повеќе члени од избор. Способност за загревање. Ова се неточни опции. И со Tab копчето на нашата тастатура пак одиме надоле. Одиме до Add Option или додавање опција, кликаме на неа, уште една опција, например. Способност за затоплување. Овие три опции од вкупно 4 се неточни. Вие можете да додадете и како повратна информација кога ученикот ќе кликне на некоја од тие неточни опции. Откако сме ги внеле нашите опции, кликаме на опцијата со точен одговор. Со десно копче на маусот бираме Copy и можеме да одиме во неточните опции на прозорчето, да се прикаже порака на тестираните ученици кои што го одбрале овој одговор. Кога кликаме на прозорчето, се покажува опција да се додаде одговор дека овој нивни избор е неточен. Ќе напишеме во ова прозорче точен одговор е две точки
и со десен клик на маусот одиме на paste или влепување на одговорот. Значи, ученикот кој што кликнал на неточната опција, после ќе добие повратна информација кој е точен одговор. Целиот текст го маркираме, со десен клик одиме на copy, бидејќи ова ќе го прикажеме на сите неточни опции. Одиме сега на друга неточна опција, кликаме на прозорчето со текст, одиме со десен клик на маусот и бираме paste. Така, значи, сите неточни одговори ги надополнуваме со наш коментар за понатаму ученикот да знае кој е точното, односно кој е точниот одговор на тоа прашање. Најдолу имате на крајот од прашањето поени. Бидејќи тоа прашање е, да речеме, малку по-комплексно, иако е со бирање на еден одговор, ќе му додадеме 2 поени, 2, и ќе му додадеме опција дека е барано. Откако сме го завршиле тоа прашање, ние можеме да додадеме нов тип на прашање. Одиме на Add New. Например, со табела. Ова прашање е добро за поврзување на поими со нивните дефиниции. Например, можеме да впишеме прашање, поврзи го точниот поим со неговото соодветно појаснување. Доколку сакаме прашањето да ни биде интересно, ние пак можеме да прикачиме на него некоја сликичка. Одиме на Image, например, можете да пребарате преку Bing. Може да барам енергија. Пример, ова може да ја изберам фотографија и да кликнам на Add, значи додај ја оваа фотографија. Откако е додадена фотографијата, ние ги впишуваме поимите. Пак со копчето Tab одиме на нашите опции. Опција 1, например, ќе пишеме кинетичка енергија. Опција 2, кликаме на неа. Потенцијална енергија. На опција 3, светлосна енергија. Опција 4, звучна енергија. Опција 5, хемиска енергија. Ова се точните поеми, а доле го даваме нивното појаснување. Како ќе се решава, подоцна ќе ви кажам. Кинетичка енергија, нема да пишеме веднаш дека е енергија на тела во движење, може да напишеме енергија која произлегува од светлосен извор. Ова може да го копираме, го маркираме, десен клик, бираме Copy и одиме на опција 2, односно појаснување. Значи, рековме за светлосна енергија, сега може да кажеме енергија складирана во хранливи материи. Додаваме друга изјава. Сега може да го искористиме за светлосен извор. Бираме Paste, значи кој е произлегува од звучен извор ќе смениме. Потоа со копчето Tab на тастатурата пак одиме
на нова дефиниција. Енергија на тела во движење. Нова изјава. Енергија тела во мирување. Значи ги имаме сите 5 објаснувања. 1, 2, 3, 4, 5. Кога ќе дојдеме до поени, бидејќи овде имаме 5 дефиниции, кои што треба да бидат поврзани со 5 точни поими, додаваме 5 поени. Исто така, кликаме на Required. Како ќе го решаваат учениците? Учениците го решаваат ова прашање на тој начин што ќе поврзуваат, например, појаснувањето со одредениот поим. Енергија која произлегува од светлосен извор, тие треба да кликнат овде на светлосна енергија. Енергија складирана во хранливи материи, треба да кликнат на хемиска енергија. Енергија која произлегува од звучен извор, треба да бараат звучна енергија и да кликнат на копчето под звучна енергија. Енергија на тела во движење, тоа е кинетичка енергија, да кликнат на копчето под кинетичка енергија, и енергија на тела во мирување, да кликнат на потенцијална енергија. Одиме на следното прашање. Тоа може да биде, например, ајде на рейтинг. Овде символите се звездички, но ние можеме да ставиме символ со бројки. И ако е прашањето, например, колку бои има виножитото, или колку светлини или бои има виножитото, може да поставиме на насока на ученикот, кликни на точниот број. Сега, ние имаме 5 нивоа, но бидејќи виножитото има 7 бои, ние можеме да одиме понадолу, пример, нека бидат 9. За збунување на учениците. И овде можеме да ставиме исто така слика. Може да го угаснеме, може да ја дадеме опцијата прикачување од нашиот компјутер и да одиме на некоја фотографија која соодветствува на тоа прашање. Пример, виножито. Ја маркираме фотографијата, одиме на Open и автоматски самата фотографија се прикачува. Овде самиот ученик, значи, ќе мора да кликне на бројот на боите, например, што би бил точен одговор 7 бои или 7 светлини, но, значи, самиот ученик го бира одговорот кога ќе го добие тестот. Одиме до поени, бидејќи го клика само точниот број на бои или светлини во виножитото, ќе додадеме 1 поен, исто така ќе кликнеме Required. Кликаме на Add New или ново прашање. Тоа може да биде прашање со текст. Како се нарекува енергијата на телата во мирување? Напиши го точниот одговор. Пак можеме да прикачиме некоја слика за да биде тестот поинтересен. Одиме на Image, одиме на Upload. Бираме слика која што сакаме да ја прикачеме.
И откако сликата е прикачена, ние кликаме на прашањето и доделуваме точни одговори, бидејќи имаме ученици кои што може да го објаснат тоа прашање со еден збор, со два збора, со кирилична подршка, со латинска подршка или латинична подршка. Ние можеме да ги додадеме сите точни опции. Например, може да пишеме потенцијална, и да кликнеме на барано, потоа да напишеме потенцијална енергија, значи ако внесе потенцијална енергија ќе се смета како точен одговор, ако внесе само потенцијална пак ќе се внесе како или смета како точен одговор, додаваме друг точен одговор со латинична подршка, например на латинична подршка пишуваме само потенцијална, бидејќи некои ученици ќе го внесат тој одговор со латинична подршка, пак кликаме на Add Answer, значи додади одговор, и истиот втор одговор ќе го впишеме со латинична подршка како потенцијална, енергија. Одиме на поени. Овде можеме да додадеме 2 поени и нормално кликнато на Required, значи потребно. Доколку имате можност да ги интегрирате, значи можете за дата, датуми, ова е добро за историчарите, например, која година се одвивала некоја битка или на која дата некој договор е склучен и така натаму. Јас како професор по биологија, може би можел, например, на која година некој научник тргнал на истражување, например, Чарлс Дарвин тргнал на истражување со бродот Бигл. Значи, прашање кое што е поврзано со датуми, овде може да се креира. И нормално да се доделат поени на тоа прашање и да се кликне на него. Доколку сакаме да го бришеме ова прашање, не ни е потребно, можеме да одиме на Delete. Ако сакаме да креираме повеќе такви прашања, тоа не се однесува само на 5-тото прашање, значи тоа се однесува на сите прашања. Ако сакаме прашањето да го копираме, да го удвоиме па да го промениме, одиме на Copy Question. Ако сакаме да го бришеме, одиме на Delete Question. Ако сакаме да го поместиме погоре во тестот, одиме на Move Question Up. Ако сакаме прашањето да го поместиме подоле, според важност, одиме на Move Question Down. Јас ќе одам на Delete Question, бидејќи за сега немам некои податоци во лекцијата поврзани со датуми. И на тој начин имам креирано еден обичен тест. На таков начин можеме ние да креираме и наставни ливчиња на крајот од секоја лекција кои што ќе содржат неколку прашања, 2 до 3, можеби и 4 прашања. Откако сме го креирале тестот или наставното ливче, потребно е сега да му ги дадеме следните подесувања. За таа цел, одиме на 3 точки горе, кликаме и ја бираме опцијата Settings или подесувања. Овде пишува опција за тест, да се прикажат резултатите автоматски. Тестираните или одговарачите ќе го видат нивниот резултат, односно нивните резултати и точните одговори веднаш по поднесувањето на тестот. Потоа имаме појаснување. Кој може да ја пополнува ова форма или овој тест?
Имаме опција секој кој што ќе го добие линкот може да одговара на тестот. Нам тоа не ни е потребно. И само луѓето во мојата организација може да одговараат на овој тест. Да, тоа ни е потребно, бидејќи го назначуваме тестот на учениците на кои што им предаваме. Имаме штиклирана опција, запишете го името или да се назначи името и имаме еден одговор по ученик. Доколку сакате да го зададете овој тест за вежбање, можете да го одмаркирате ова поле, што значи дека учениците ќе можат повеќе кратно да одговараат на овие прашања и да ги вежбат прашањата. Но доколку тестот ви е креиран за тестирање на час, тогаш ќе мора да се штиклира и ова поле, значи по еден одговор на прашање од ученикот. Значи ученикот кога ќе одговара веќе еднаш на тоа прашање, било да е точен или неточен одговорот, тој не може да се навраќа повторно назад. Јас овој тест го креирам за вежбање, значи ќе го одмаркирам ова поле. Потоа имаме опции за одговори. Да се прифаќат одговорите, имаме почетен датум од кога ќе биде зададен овој тест. Например, нека биде за вежбање од 31. октомври, од 7 часот попладне или 19 часот и конечна дата или завршна дата кога да заврши вежбањето. Нека биде, например, ноември до 8 ноември. Вие можете да го креирате датумот кога имате час во одредена паралелка и можете, например, од колку часот да започне и до колку часот да заврши. Shuffle questions, тоа значи да се мешат прашањата. Што значи тоа? Тоа значи дека сите ученици кога ќе го добијат тестот, нема да имат исти редослед на прашања. Доколку тестот ви содржи повеќе прашања, 10 или 15, кај одреден ученик првото прашање ќе биде како прво, кај некој како пето, некој како седмо и така натаму. Можете да кликнете на ова ознака, значи shuffle или мешање на прашања и да се означи за сите прашања, односно сите прашања да се мешат. Потоа кликате на Customize Thank You Message. Ова значи кога ученикот ќе го поднесе тестот или ќе го изработи тестот и на крајот има копче Submit кога ќе го достави до вас, да добие костумизирана порака. Ова костумизирана или направена порака од вас може да ја креирате вие, да добие како повратен одговор, например, одлично, до 8 ноември. Вие можете да го креирате датумот кога имате час во одредена паралелка и можете, например, од колку часот да започне и до колку часот да заврши. Shuffle questions, тоа значи да се мешат прашањата. Што значи тоа? Тоа значи дека сите ученици кога ќе го добијат тестот, нема да имат исти редослед на прашања. Доколку тестот ви содржи повеќе прашања, 10 или 15, кај
одреден ученик првото прашање ќе биде како прво, кај некој како пето, некој како седмо и така натаму. Можете да кликнете на ова ознака, значи шафл или мешање на прашања и да се означи за сите прашања, односно сите прашања да се мешат. Потоа кликате на Customize Thank you message. Ова значи кога ученикот ќе го поднесе тестот или ќе го изработи тестот и на крајот има копче Submit кога ќе го достави до вас, да добие костумизирана порака, направена порака од вас. Може да ја креирате вие. Кога ќе ги зададете сите овие опции, на крајот можете да додадете и порака направена од вас, која ќе ја прими ученикот откако ќе го поднесе решениот тест до вас. Може да напишете, например, со кирилична подршка, одлично. Твојот тест е примен. Или твојот тест е решен и пратен до мене на оценување. Најдолното поле од поставките или сетинзите на тестот се однесува на нотификации или известување. Првата е да се праќа имейл порака до самите ученици, односно самите ученици кои ќе бидат тестирани можат да добиваат емайл порака со врска или линк до нивните одговори, а втората опција е за нас наставниците, односно ние да добиваме емайл порака за секој поднесен одговор од страна на учениците кои што се тестирани со тој тест. Искрено речено, тоа нам не ни е потребно. Откако ќе бидат завршени поставките на тестот, потребно е да го споделиме овој тест. Откако сме завршиле со уредување на поставките кај овој тест што го имаме креирано, потребно е да го споделиме квизот во паралелката во која што предаваме. За таа цел одиме на Microsoft Teams. Бидејќи овој тест беше наменет за учениците од 7 оделение, јас ќе одам во тимот за 7.2 биологија, каде што предавам. Откако имам влезено во ова паралелка 7.2 биологија, одам на опција Assignments. Се активира опцијата задачки или Assignments и одам долу на копчето Create или Креирај. Кликам на копчето Create. Бидејќи сега креиравме квиз или тест, јас ќе кликнам на квиз. Се активира полето за квизови, односно тестови. И веќе се покажуваат тестовите кои што ги имам јас креирано. Може, доколку сакате, веднаш да пристапите од самото
поле на креирање да креирате нов квиз и истата постапка да ја повторувате, но можете тој квиз што сте го креирале во Forms, Microsoft Forms, да го употребите за сите паралелки од едно исто оделење во кое предавате. Овој беше тестот, 7 оделење, повторување за енергија, и кликам на тој тест или тој квиз, потоа кликам на копчето Next. Бидејќи е прикачен овој тест што го креиравме во Microsoft Forms, сега кликнувам на полето Assign или додели задачка. Веќе учениците имаат известување дека им е доделена задача и се укажува и на наставникот дека задачката е спомната во 7.2 биологија. Ако сакам истиот тој тест што сум го креирала, да го доделам и во другата паралелка од 7 оделење, сега одам повторно во All Teams, одам во паралелката 7.4 биологија, односно во тимот за 7.4. Повторно одам на Assignments или задачки, повторно се активира полето. Овде имаме торбичка, значи добре дојдовте во задачки, започнете. Кликаме на започнувај и повторно кликаме на Create, односно креирај. Бидејќи го креиравме веќе тестот, одиме на квиз и потоа одиме на тестот што го креиравме сега. Повторување за енергија. Кликаме на копчето Next. Тестот што го креиравме во Microsoft Forms се прикачува и кога ќе биде прикачан, не ги дава опциите, дали да се откажеме од таа опција, дали да го зачуваме или да го доделиме како задачка. Јас ќе кликнам на Assign и тоа веднаш се назначува на учениците, односно учениците се известуваат дека има тест за вежбање, например, по одредена тема. Ова опција е многу добра за креирање тест во Microsoft Forms и еден исти тест да биде доделен на повеќе паралелки од исто оделење. Доколку одите на креирање New Quiz или нов тест, тогаш тој тест ќе биде само за таа паралелка. Значи, за да не се повторуваат тие операции за секоја паралелка од едно оделење, вие прво одите во Microsoft Forms, си го креирате тестот, а потоа тој тест си го назначувате или доделувате на сите паралелки од едно исто оделење во кој што предавате. Откако учениците ќе добијат известување дека им е доделен тест за вежбање или за решавање од страна на наставникот, тие преку иконката Assignments или задачки доаѓаат до тестот, влегуваат во него и можат слободно да ги решават прашањата од тестот кој што им го имате доделено. На крајот од тестот, тие мора да кликнат на копчето Submit или Submit, што значи го приложуваат тестот на оценување. Учителот, односно наставникот, кој што креирал такви тестови, може да прими веднаш одговори од страна на учениците кои што имаат решавано таков тест. Еве, например, јас ќе одам во природни науки, паралелката, и
може да одам на полето grades или оценки, бидејќи тие ученици, како и другите, имат примено таков тест за вежбање или тренирање. И јас можам да бидам известена кои ученици која задачка ја завршиле и колку поени имат добиено. Тоа беше се. Колегите можат да си прочепкаат уште малку и да откриваат нови можности преку Microsoft Forms и нивна примена во Microsoft Teams. Тоа е сепак еден воведен дел, почетен дел, кој може понатаму да се разработува од страна на сите колеги. Довидување од мене.